Ние македонците во Македонија и ширум светот имаме една историска несреќа. За среќа, да речам, што во годините на осамостојувањето на Македонија, на чело, на кормилото на македонскиот политички и општествен живот, се најде една гарнитура на луѓе, политичари, интелектуалци, академици, кои што, за жал, нема во себе свест за националното свое постоење. Исто така, нема ниту морална храброст и доблест да се соочат со вистината. И затоа ние денес, овој колапс што е и национален, и културен, и економски, е последица токму на тој недостаток, на таа доблест што нашите политичари тогаш го имаа. Политичарот кога што вие го споменавте, во 90-тите години, кога ги менуваа и македонското име, и македонското знаме во Обединетите нации, ние македонците од Њујорк и Њу Џерси и ширум Америка, организираме една цела низа на протести за кои што вие толку малку знаете, вика господинот Томич, со кои што сакаме да кажеме дека не одевме против личноста на председателот или премиерот, туку одевме против нивните ставови. И одевме со ставови за тоа да пред светската јавност покажуваме дека сме македонци, дека имаме чувство за својата собствена историја и за своето самобитие. Само анекдота една ќе ви кажам за тоа колку малку и колку е голема иронијата за тоа колку малку тие луѓе тогаш знаеа за тоа која е Македонија. 96 година, кога беше почетокот отворањето на Генералното собрание, тогашниот претседател Киро Глигоров заедно со неговиот министер Фрчковски за надворешни работи тогаш дојдоа во Обединетите нации, а ние протестиравме со македонското сонце, протестираме против менувањето негово, протестираме против нашето име кое што беше ставено во Обединетите нации како фирум. На патот за Обединетите нации кога јас го организирав тој протест, јас и моите деца наидовме на пред црквата Свети Патрик на еден индијанец, кој што беше облечен во една индијанска навахоносија, еден стамен човек од 70 на години, носејќи табла во рака и велејќи "Please help me go back to my native Arizona." Бараше $1 да му дадеме за да се врати назад во неговата древна Аризона. И се разбира, јас извадив и му дадов и му велам: "Драг мој пријателе, како и ти, јас сакам да се вратам назад во мојата древна Македонија." И човекот ме погледна вака и рече: "Macedоnia? Alexander the Great of Macedonia? You are from Macedonia?" Замислете, индијанецот од Навахо во Њујорк, пред Светата црква Патрик, знаеше за Александар и го поистовети него со мене самиот. Ќе ви кажам едно нешто. Вие рековте што би им упатиле ние на Матју Нимиц и тоа. Јас сум пред се згрозен од сето ова и ако ме прашате мене, јас никогаш не ќе беше се ставил себе си во преговори. Нимиц не може да преговара со македонците, ниту македонците треба да преговараат со Нимиц. Нимиц треба да знае само едно нешто, дека неговата земја, Соединетите американски држави, е правена по идеалот, по моделот на еден голем македонски ум, а тој е нашиот древен цар Александар, кој што ја замисли државата, го замисли светот во едно собствено живење, каде што повеќе религии, нации, вери и народи живеа во еден свет за размена на мисли, на идеи и на вредности. И Америка, ако сакате да знаете, Америка од која што господин Нимиц доаѓа, е токму тоа прво остварување во 1776 година. И оваа Европа денес, која што нас диктира толку многу, е тој идеал кој што древните македонци го има заштата уште пред многу илјади години. Тоа треба да се знае, господине Томич, тоа постојано треба да се именува. Јас ја доживувам Македонија денес како земја во која што можам само да оправдам преку алегоријата на Жан-Пол Сартр, кој што пишува во неговото големо дело Битие и ништожност за постоењето на екзистенцијализмот, за тоа дека човекот е безпомочен, за тоа дека судбината го води на секаде. А јас велам дека не е така. Еве една мала анекдота која што тој ја кажува тамо. Замислете се дека се возите во една кола, во еден автомобил, и дека шоферот ве вози некаде, а вие сте свртени со грбот кон него, а со ликот кон патот кој што пред вас тече. И сега вас се возат и вие гледате како поминувате низ брда и низ долини, низ планини и низ полиња со афион и со реки и така натаму. И вие сте безпомошни и не правите ништо. Тоа се македонците последниве 19 години.
дозволуваме да странски возачи не возат низ нашата собствена земја, да не носат во некаква си Европа, од која што тие самите потекнуваат, како што видите вие и во оваа книга на Ребека Уест, а ние немаме избор. А јас велам дека имаме избор. Изборот е троен. Или ќе дозволиме да не извлечат надвор од оваа земја и не однесат тамо како безлично, протопазмичко ткиво. Или ќе се свртиме, ќе го грабнеме шоферот за врат, ќе го изфрлиме надвор, ќе ги ставиме нозите на кошниците и самите пополека ќе ја возиме нашата кола во Европа, или пак ќе скокнеме од таа кола и ќе се станеме своји.